Почитувани, во наредните 3 години расипничката власт планира брутална кражба на државата и полнење на џеповите на криминалната врхушка преку задолжувања кои ќе ги враќаме сите. Владата на Заев ова си го пиша и во фискалната стратегија до 2020 година, со чија реализација ќе ја погребат македонската економија. Во таа стратегија СДСМ планира да ја задолжува Македонија и долгот да ја надмине психолошката граница на долгот од 50% од БДП. Почитувани, ова го покажува целото лицемерие, расипништво и неспособност на владата на СДСМ да управува со парите на граѓаните. Алчноста и расипништвото ќе го покриваат со нови задолжувања. СДСМ само пред неколку месеци зборуваше дека Македонија е презадолжена земја и дека не смее да се помине границата од 50%, а сега гледаме дека тие планираат да ја достигнат за 3 години границата од речиси 60%. Лицемерие. Во својот предвиден врв во 2020 година на јавниот долг ќе изнесува 53,5% од БДП. Се плашиме дека оваа проекција ќе биде надмината и идните генерации ќе бидат задолжени да плаќаат многу повисок долг поради неспособноста на новата влада. Граѓаните веќе гледаат како за само неколку месеци оваа власт потроши астрономски 342 милиони евра од девизните резерви на Македонија. За само неколку месеци, само по основ на аукции на државни хартии од вредност ја задолжија државата за речиси половина милијарда евра. Од тоа, граѓаните не видоа ама баш никаква фајде. Едно е сигурно, оваа влада на СДСМ и на Заев со својата неодговорност ја турка Македонија кон грчко сценарио и тотален колапс на целокупната економија. За сето ова, еден ден ќе има одговорност и секој украден денар ќе им биде вратен на граѓаните.